Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово, СПА емисија број 154. Денеска имамо интересантно соговорника с кога ќе збориме за богато прошлост на Куманово. А наши ваш гост е Моша Трајковски или потатка кој го вика Верменац. Моша, здраво живо, како си? Добар ден. Добра. Фала што ме поканевте во твојата емисија. Драго ми е што сум ваш гост. И баш стои кој кажасте емисију, сам вајда тај поред некој си гостин. Многу ми е мило што сте ме поканиле. Да испрезентираме некои работи. Имамо, дека ќе кажем, у старт на нашите гледачи имамо стварно прекрасни фотографии од твојага татка, од твој бабу и дедо, за тебе, за твој живот и мисли дека Кумановци ќе биде задоволни. Али обичаено може на почеток тебе те прашамо, како си што ги прашуваме, ти куде си роден, ташко кој дел на град? Јас сум роден у Карапмало, на Живко Чало. Број не може да се сето, али блиско до Кочу доктора куќа ми е и до Дзанка. Туе бија и Зрно и посета и ова еден дечко. Спротивна страна Грне бија, знам, сеќам се Оравтел Чик и Цуце Трајче, опозната личност за тој време. Не знам ви сега дали ga знаете и колку ga знаете. Они беа едни мали ниски људи, муж и жена. И тоа ни беа на спротивен дел. Има још некои... Погоре бија Драп. Драп е веќе на погорниот линiju, туј су Челици. Челици, да, туј су Бабалици. Тако да препознати го нешто. Овам погоре е Трудовак бија. Да, Трудовак овамо на десна страну, куде што е школски двор, туј су трудоваци и израснали и туј су... Татко ми е раснаја туј куде Фурња па гимназија надоле, куде што е Јолеса, чија туј е татко ми седеа. Па добро, туј су после и овија Манаси. Тоа е целокупна, да. Туј е и овој што беше на комитет некада да веримо име. На комитет што беше глава. Тоа е целокупна Карапмала тоа е. Па има јошто. Се кажи ми ти, како дете си раснајал Карапмал, тако ли? Па до своју 4-ту годину, значи 57 сам роден март месец, сагаш малце ќе ми биде и роѓендан, а иначе 61 према втору се преселимо горе, каде што сега моментално живу, на Ангел Дуцо. Тоа е негде посед тракторско некадашну станицу, Трајан Стојпаровиќ, само што почиња туја десно е таа уличка. Со скола се улаза, а не може да се искочи, може да смо тоа. Ти седи бара за тебе? Да, он ми е од ујка братуче, така кажемо. Да. Пошто на барца татко и моја мајка су од два брата. Добро. Туи су и други барци, и Љубе Барац, и Стојанче. Барац наш познат фудбалер. Да, он. Сега, детство твое било интересантно како на сви млади Кумановци во тоа време. Ви сте углавном биле повише на сокак, дружење. Да. Опиши ни го детство твое кое е било. Па види, доста интересантно. Тако да може да кажа дека ми како деца смо имале едно добро и среќно детинство. И смо с постари училе некои работи како треба да идемо у тај правец, да се дружиме и да се играмо. Имале смо дневни тие играња джилик на Тречо Македонску. Али тоа е покасно било кога се коцка направило и само и канал е покасно правен. 64-то месечиња, ако се сеќам, се правеше и ми игра смо у тие. По 6 метра беа дубоки тие канали за канализација конкретно. Тега не имало пуно куќе. Па не, можеше да се види доле тополе на овој конкретно се куде што сме. На вруча вода. Не, вруча вода доле, се е гледало туја. Не имало пуно куќе. Па не имало. Авто ке пројдеше, ама зборимо покасно, а до 64-ту немаше канал и туј се проби, а ми, као помлади, нашите родители не водесва у купатило градско да се бањемо. Иако сам бија на тој горни улицу, не сме имале канали. Веќе 70 години се проби. Чекај, градско купатило, тоа е било каде што е пионерски. Баш тоа е. За тоа градско купатило многу има убави и интересантни анегдоти, ако мора да се кажуе.
Све е било вика на минутажу, бањање. Тачно, има се строго. одредено време, фамилија цела улегне, дадено ти е тој кој е, да кажеме, тај просторија што е се стуши, пушта се вруќа вода и деца ту ја избањавне прво нас, па после родители се избањав, средивне и поседимо Сега малце. кажа дека не е било дугачко, лимитирано 5-10 Лимитиран, минута е па, тоа. што многу има за бањање. Многу су луѓи чекале да се бањав таму, затоа што можу да кажу дека ту е у тој централен дел каде што сам роден, ту и мало канал, али веќе овамо каде што е после каде што смо преселени, па чак што виши и Треќа Македонска се канал прави 64 година, така да не е имало на пример каде да се бањаш. Дома имало купател направено, у куќу све, амо не е имало канал. После су се приклучувале, мои 70 годину успејава да се приклучи. Ај кажи ми, кои сте биле другари од детство, тога, с кои си играе највеќе надвор? Па тој малски тие другари што су ни биле, ту е бија Маријанова, исто што работеше порано у фонд за пензиско, тој е бија Звонко судија, тој е Љупчо што работеше у мислим овие резервни старешине. Да. Па и с овие постари, и с Барца, и с Дрейка, тега еден, он се помина, и братните, и Слободан Дане, што га вика сва. Ви и с нима смо се и дружили и играле. Па доле на Дољна улица имаше тај АЦ, Шига, вика смо, и он е веќе поминат. Така да, ту е тој, па после кад се населив у 64-ту годину, доваѓа се и оните да си играв овај Новица, што Дамјановски, што беше представник за Монопол, Така е. и генерацијски ми е туја. Абе и доваѓале су и од други страни, па су доваѓале после од Драган Стопаревиќ натамо сите тие дечки туј, ми сме се туј дружиле и смо ишли у Стрелјиште да играмо фудбал таму. На Стрелјиште беше, тој беше. Ишли ли сте у Соколану горе? Соколану, да, после малце покасни години, али сам ишја таму у овој кажига парк што ни е бија. И смо таму многу играле фудбал с тековно како е, сам праснаја, тако и после смо се таму. И ви како деца сви сте играле и мајка на мачка на кришку, леб, мас и сол. Тачно. Тоа е Друго не е солче, имало. солче за мацање, на мачка, папиџанче, сиренце, лед по и нема дома собирање. Не сум могаре да ме соберев за да зему и нешто малце да прочитам, пошто нормално За захтеви школа, мало да. и за школа. Може да те најде да те собере. Све смо ишли и по Кажујови, по Стрелјиште там да играм. Ама уопште дома не смо се собирали. Уопште. Значи цело време смо биле активни на улицу, играње, па има смо едно интересантно работу. Нешто носе смо како сено, па едни од конзерву тие од рибе. Па се ставеше некој динамит доле и скопаше се земја и да летне нагоре тој, кажига, тој конзерва. Нешто на тој се присеќам. Сега Мошо, ќе почнеме да покажуваме слики, пошто има стварно голем избор и квалитетни фотографии од богато минато. Ќе почнеме од дедото и баботи. Овде пишува на слику карте постале. Кој е во на слику овде? Овој на слику е на дедо ми сестра. Тоа е мислам дека е Фетка. Она и дедо ми маја 3 сестре и ни една не е останала да живее овдека у овој град. Сви су отишли надвор. Една е отишла у Обилич, друга е отишла у Краговец и треќа у Књажевец. А дедо ми е станала. Фетка, она да не играла рукомет нешто овдека? Не. Она е била моден креатор свое време и ќе видите после и тој одредени слике дека колку су они биле у тој време на 21 годину, треќу, четврту, добро, да кажеме, ово е некоја посвета на... Ово е 30 годину венчање како е било, еве нека види наши гледачи. Венчаница, младожење и снаа. Не су заостанувале с некој гардероба, су биле смотано облечени или не знам што. Има и уште и други исто тој стари слики кои ви ги пронајдете.
Ово е татко ми, еве го устоја татко ми, тој е за војско. Татко Не, си... не, извини, ово е, не, ово е дедо ми Стојан, изгледа се. Дедо ти. Не, ово е татко ми не, ово е, тој е постар. Саки те прашам, накратко да ни кажеш, дедо ти и татко ти се биле веројатно во Други светски рат. А дедо ми не бија бугарски војник, мора да биде. Пошто е 20 роден, бугари су после наступиле после турци и нормално овој мора да или ги прекрстували у презимење или било што е било, он е бија таму. А татко ми на фронт е он е млад бија, али су го регрутувирале да иде. Они су требале као ја тако сум разбраја и тако сум ми кажале на Солнски. Не, на Сремски фронт. Од тој су Што ти кажува татко ти века за Други светски рат? Било ли е тешко? Што ти е Види, објаснува? нормално дека е тешак трновит пут бија за живот. Али ја како што гледам по слике туја нешто после тај Други светски рат, 50-та година, проваѓав да кажеме еш 5 години, имав гледам дружења, ишле, дружиле се, седеле, пој ги има по тие седенки, по кафане, по едно, по друго, така да јес дека су сиромашен дел на живот имале, али па су добро оној. Не, викам, за Други светски рат кажувајте нешто дека бугари кад се Нема доваѓале. некој случај, не се сеќам. Он не ти кажуваја ништо, значи. Мислам дека немам нешто такво сознање. Важно само тоа е. Ево ти друга фотографија. Ово е, кој е? Само малце. Слободно ги стави на очере. Овој не е дедо ми, овој е некој, вајда, блисак на тамо на дедо. Ево, ово е ново. Ево, вие су ми тие на тетке. Тоа е за време За време на Краљевна Југославија. Да, значи не су биле оној старомодни или лошо облечени, за разлику кад смо гледале Чарли Чаплина, тие нели што ги има. Да. Еве и тај фризура сега на овој. Ово е баба ти. Не е баба ми овој. Тај истиот тие тетке А тетката. на Добро. дедо ми Стојана. Али видиш тие фризури таму су га пратиле некој дел, а су живеале у Македонија, да кажеме. Еви овој исто, па го има тај истата особа Фетка и овој друго со дете не може да се присету која особа е. Ми ќе ги покажемо. Па они су ми кажувале, Овие ама ја- слики су над 90 години стари. да. Еве, Ови еве како се облечени биле, како Да. у тој време у Америка што се облачали и носиле. Значи Македонија била што ја знам, ама ете. Овие стари носие некои. Не може да се сету кои су личности, пошто тие слики сам ги ја пронашил у нешто за да може да презентирам. Ево, дека на некој свадбу сега, тоа е дедо ми Стојан тој што е би. Еве го таа иста па особа што го таму има. На свадбу некој, а која е? Еве го и дедо ми Стојан горе. Такој да... дел ти што е работаја? Он е бија мутавџија. И работаја на Мошо Пијаде што е сега моментално срушено, тој нема ништо, само некои нанесени трња и све, баш тој се е наваѓала. Фактички овие први пат што почнува зафер со сват у ту куќу. Аха. Па до њима тај празан простор. Тоа е било. Уште не решено тој. А дедо ми туја 50 години бија, па испед 50 години. Значи у туј работаја у таџилницу и татко ми, па и чичо ми су работаја. Ево следеќа слика. Тај слика е дедо ми Стојан и тај да njega некој девер што ли му е нешто. Девер му е тој. А тој е дедо ми Стојан и баба ми Васка. Ово е у некој мал сега дека. Па гледам ga тој дедо ми Стојан у некој мало некоја Дали ово е карап мало или не Па може? нема друго што да биде. Да. Нема тој, да. Еве Али како е било. тие су стари куќе, такви су биле. Не е имало некој раскоши на... И Кажи ми, Мошо, куде се учи основна школа? Основна школу сам учио крстен и цирк. А сам иша и у градинку, што е моментално пионерски дом, и градинка и забавиште у тие што су и сега, да кажем, моментални. А
после тој сум завршија основна школа у Крстени Сирков. И Која ти била учителка? учителка до четврто ме била Драгица. Добро. Имам доста предпознатливост на тие личности што сам с нима учија. После тој учу до 8 деление с доктора што е сега Борка, с Мозу, с една Драгица беше, она сега с Светлану, с она беше директорка едно време, Светлана мисли че нека беше. После Цеце што го ја викаше исто Светлана на доктора Вога Драгана што беше у ХЕС жена. Добро. Сватче еднога вика сма на Билјанчета брат. Он Зоран Пуљко што га вика сум, па туја Мето е бија, па Христовски Ивица, Моме, сега презимија, тук тамо ги имам. Тај клас што ми е на мене бија конкретно. Нада Виденова ни беше класна. Нада што е предавала? Македонски. Македонски. Вика се бугарка на Сашу, што е очни доктор, мајка. Мајка, аха, добро. Да. Он е бил добар педагог, си го фалил, да. Па да. Нада. Туја има Али- и икс тија професори што може да се спомене. По географија мисля че ни беше Бизон, вика сега такој. Па по физику беше тој еден доста строг Зверга, вика сва. Забрави му сега како беше име. А Али- у горњој линiju се училе Циц, Чале, Ивица, Влашче, овој Јанко, над нас горе на трети спрат, пошто Циц ми е у генерацију исто. И има после и 58 туја што се училе после нас, што да кажеме 55-та пред нас. Да кажем, тоа е кога сам ја бија пето, овие су биле 8. Сеќам се на многу доста од тие, ама нешто е избледено. Е, сега во кој? Ми ќе се задржиме исто на битни моменти на твојага татка. Ако не е проблем. Твој татко бија позната личност во Куманово, Столе Ерменац, Драги. Драги Ерменац, пардон. Он е основач на Агро Куманово и човек е многу бие доста успешен у живот, али негово друштво, кога ги слушаш овие стари кумановци, викав дека е било едно од најхомогени друштва у Куманово, кои се дружиле буквално ден и ноќе и ги е красило едно големо другарство, едно поштовање и имале со еден интересантен надимак у Чкураш. Учкураш. Тоа е према учкур на панталони, не сега ја не можу како су ga они нашли, значи учкураши у тој смислу дали вржани некој си ланас дека су тој другари и стварно су биле, значи Они су биле. Јас сам ги се дивија како ти кажува повеќе пати сме контактирале, а и од други сме чули, они су биле над околу 40 другара. од прилика ту негде су. И биле. еве во прилику ми ќе покажеме пуно слике за тоа друштво и ќе ги презентираме слике да покажеме на млади генерации какво е тоа било другарство. Една дефиниција за нима може да кажеме било прекрасно. Да. Еве да ги на кратки црти кажеме како уводен дел кои се биле тие другари на татка ти, па ќе ги презентираме слике едно по едно. Видите, ја имам доста слике што ги е татко ми оставија за свој спомен, Да. а сега ја да ја презентирам, он не е меѓу живи нити мајка ми и скоро свите од тој друштво сем што е жива, баба Радојка, На брат со жена. на брат со жена, на нашега градоначалника, баба роđена, на негову мајка. Значи, тие генерације толку су биле сплотени и здружени што да кажемо и ми нешто имамо наследено од нима, не сум биле толку удружење, али смо се поштувале и смо имале нешто слично како нима, значи поштовање од од наши родители и ми смо нешто наследиле. И се дружите ви, да. Имам ја дружење со Горана, брацо и он наследи по татка,
Бисер Турс, кој ми е бие у друштво и с njega имамо едни многу убави сеќања и моменти, значи на дружење, на идење по одмори по Бугарија, по Турско и така далje, и убави некои ситуации. Да бидеме малку по-илустративни, иште су куде еднога на гости, другари, куде севдо, поидев куде брацу, поидев куде таткати, па вамо, тој се е кружило и се седело некати ден и ноќ. Па знам случај, да. Значи, ќе седив до сабајле, а после тој ќе ја земев жене, ќе замесив мекице и овие наши ќе отидев, родители, то су другари, свите ќе отидев куде Вуву, со сканче пластично, и кидев да го дадев тој, пошто не имало тега Да објаснимо, бува, тоа е бучен козек. Бучен козек, да. И тамо ќе купив кисело млеко и ќе продужив и натамо со седење. Пиле су, уживале су, што да ти кажу, идење по матинеја, идење по игранки, идење по тие што су кафане у тај нин тај живот биле, нонстоп ги има. На слике секи ги виду с некои пиења настали и тако даље, али су доста ишле по куќе, да кажем, куде еднога другара, куде друга и огромен број. Ајде да почнеме да ги редиме другари кои се биле таткати. Иле брацу. Да. Миле Севда. Миле Севда, Драги, овој што е беше мисли дека е Драги на Кожару, односно на Илине што е бија. Добро. Син му е онај што беше у Мому први пат работеше малеците едно, па у Агро Куманово, забрави му га име. Пушкар. И Перо Пушкар е бија туја. Круме. Круме со смустачиња, презиме сега негово. Дриндарац биеле с нива. Илиндарац, да, Драги Дриндарац. После, кажи га, Спирко, он отиде у Скопје да живи и он ги бија добар другар. Тој га гледам некад и Ордета овога што е поправљаја телевизори, njega га виду. Добро. Знам дека татко ми работае со Шутета, мислу дека и он нешто туја има. Па га имао Панчар што е бија пред Палас, имаше туја едно како поправка на тија како би имаше Ванеди, Панчар тија. Имаше и оште да, онај Љупчо Висок, он е работае у комитет. И он е покајан, тако да може да кажу Шодер, не знам дали ga спомнав. Шодера не ga спомнавам обавезно. Шодер исто. Тој су биле една доста добри другари кои стварно да ги се завидуваш у нив дружина. Ја не викам дека и на некои други родители не су такои, дали е таква генерација била да они тој друштво си е на свој начин. Многу су биле компактни, да. Компактни, да. Не викам дека и сега нешто нема, ама не е како так што е било, значи. Сега може ја помалку ќе збору, а поише стиге ќе кажујев. Не е проблем. Еве сега во кој. Овдека е Вера Копачка, веројатно на Дриндарца жена. Ќе почнеме да го презентираме друштво на таткати. Да. Кој се овдека разлика? Татко ми, мајка ми, овај човек не можеш да се сету куде работеш. А овој снаучиле кој е? Мајка ми. Добро. Значи, още пут кажи ги око. Значи, татко ми Драги, мајка ми Тана, женава не може да се сету се тачно за њума, поштено. Добро, значи не е Дриндарац. Овој му е другар, да. Али изумија сам. Понадимак, добро. Изумија сам га они на некое седење тамо, вајда у кафано или неам што. Еве сега. Идемо од друштво. Кој се овдека? Овдека татко ми на некој дочек на Нову годину. Туј е Краљевски дом, мајко ми туја овој директор што беше на Искру, добро. Татко ми, течо ми Миле, Вепар га викасва, не знам сега, кога он беше началник на дом на Арама, дали си га затекнаети во помлад. И овдека овај личност и овај не су ми познат. Тие две личности не су ми познат. Познат ми е као ситуација, али не може да се сету на име. Еве како се Нема што да играло Оро во тоа време. Тоа е на свадбу некоју туја, куде што су мајка ми, еве туја и татко ми. На некој си свадба, не знам на кој.
Да. Ја тога најверојатно Али не сум убаво. бија ни роден. Па да, не сум бија роден. Сега ова е убава седенка негде. Е, Кој се дека на слика? на овој седенко овдека татко ми, еве га онај Душко што работеше у овој дом на Арама. А, Онај Душко, овој. Душко с мустаки. Он ми е предпознатив и овие две други особи. Томовиќ, Душко Томовиќ. Да, не ги знам тие две особи други. Поштено да. Душко кога работеа до мене, он е бија многу строг. Да, али бие правичен. Он беше као некој мој течо е бија капетан прве класи и началник, а он е бија под као некој таму, не знам зашто. 64-та година. Да, 64 годину доктор Киро, кад се женија, Киро Анчевски, ушни доктор, они се ми комшија туја. Добро. И татко ми на веридбу туја е брат му Васе Анчевски, туја е чума, на чуму жена, Добро. и ош овај личност која е туја, не знам. Значи на веридбу фактички на доктора Киру и на Живко. Ово се све прекрасни фотографии. Има на некој слики и пишуе која што е, амо ја на овој слику не би знае да кажу кој е тој друштво што е с njega. А овде кои се на слику? Овдека е тој што га зборија Опанчар. Тој. Добро. И татко и мајка ми на некој си прослав, не знам тој кој е. Овој негде на излет кој што су биле, гледам го туја и бабо ми Васку, татка ми, негде куде су, на кој излет, мајка ми, с брата ми, тоа е 53 година, брат ми е 52, гледа се малку, 54-та, 5-та. Овој? Ево овдека е моја фамилија, татко ми, мајка ми, дедо ми, баба ми, течо ми и тетка ми. И брат ми и Радко најверојатно, исто брат од тетко што. Да, некој е излет, сигурно за 1 мај. Овоја слика е доста постара, интересантна е. А да. Па ето и татко ми, ето е веќе и чичо ми сликан. Па течо ми, Миле, тетка ми, мајка ми. Овој е пред некој кафану. Овдека е тој сплотено друштво на татка. Ај кажи ги нога по нога. Овој Делиндарац, драги, Круме, Шодер, Пирко, Лупчо, Илета нега гледам овдека. Овој мајка ти каде работала? У Киров е так, да. Да. Тој су колешке таму, она е била можда за почеток први пат кад се запослила радничка, после била мајсторица цел живот на ланци. У Киров е так. После нјони колешка. Да, но ни колешки. Ово е дедо ми Стојан и баба ми и некој си тој збркови, не га знам кој е. Тоа е можеби кој тамо 30 година. Овие слика мора да се убаво да се презентира, да види наше тоа е граѓанство. татко ми, мајка ми, течо ми и тетка ми, роѓена на татка ми сестра. Она исто помина се пред некое време, а доста и живеја од свите, 94 години. А тоа е Радко сигурно. Овој е до центар на град. Да, у центар, амо запалиле ту, овој се нале. И па сте сви чашки, знаеш. Никад не ги видиш да нешто не функционира с нешто тоа. Овој пишуе позади 57 година овој. Па некој рад да ќе расчистување на снег. Нема што друго. Ете Синтарчево Тој татко ти е? Да, еве го. Со скапчето. Мустаки, предпознати. Не е бија голем човек, али убав е бија човек. Ако ми е татко, мислим, нема што да. Еве овој е у Куманово. Да, с некога си другара, шетав туја с татко ми и он по тој калдрма. Сега тај дрворе, тој туја куде е тачно, не знам. Не ми е нешто. Али где може карактеристично у тоа време сви се носиле капути. Да. Тоа е било Одела капут мода. и машт. Да. Еве, тоа е исто. Права, пути да одела. кажу, граѓанска аристократија. Па, на некој начин, да, не су носиле тие некои клашчи, Да. нешто, него су... 57 година овој. Тој су у народну технику. У народну технику, татко ми па еве пишуе, народна техника. Бие е члан
Не знам, од тие основачи тие, еве, година е 50, кој е тоа? Сега, за народну технику, сакаја би да ни кажеш нешто по-конкретно, ја ќе покажу још две фотографии. Народна техника, татко ти е бија еден од основачи. Да, од тие основачи, година, тај што стои туја, ништо не ми он презентирае такво нешто. Така е. Ги знам тие некои други негови радни места што ги он кроз негов живот имаја. Знам дека први пат Ово ми било njega хоби, така ли? Па најверојатно, он е први пат покажување, па не ми га ни он кажување, може ти баба. Бие е благајник у суд, у полиција. Добро. А после тој се запослија у Ангросервис. Знам дека иде смо у централни овија што су скопски дуќани. Па после тој автомото друштво, у тие основачки делови бие и инструктори бија за полагање на кола. Па 71 е бија умагационер у Јукторис и на крај основач со слалета 74 агрокоманда. Сега, овој годину овој здружение слави 75 години од постоење и тоа е голем настан. Народна техника. Народна техника, да. Баш ми е мило. И тако ми кажа Маријан Шалајко Јаневски дека голем јубилеј е за народну технику и Да. треба се одбележите. Мислим дека имаше ја и некои покани како изгледале за народну технику. Еве. Да, треба тој да покажеш, значи тој време имало, еве тие су. И таа, да. За да и позади напишано за собрание да... Пишуе 7 годишно собрание, 57 година, 3 март. Ја кад сам роден. Сабаје у 9 сат. Не е 3, јас сум на 19 и после... Еве, убаво се пишуе документ. Да, покана за... Еве го уште една слика овај. Да, и тоа е тај некоја покана. Треба све да презентираме, ја кажа, ја помогол ке зборот, а ти ке кажеш. Не, се си окей, нема проблем. Еве, туја су веќе... Цело друштво. Еве га цело друштво, што... Мислим, у контекст кој су се... Они сви су се дружили. Али, мој татко и чика Иле браца су биле како браќа. И Радојка и мајка. Значи, тоа е поштовање, тој не може да ти објасни. Тој ден и ми смо со свите керке што и на Исија, што ги Иле браци, со сви смо биле ми многу блиски. И со Лилета, и со Маргицу, на градоначалника мајка, и со Славицу, и АПА плюс овај ми е генерацијски 58 а 57. Еве га, Иле брацо, женал. Татко ми, мајка ми, ова е, да, Севдо, дека е Душко и дека е Љупчо. И njini жене тие што су у друштво, тој девојче доле кој е. Нега Ево контекст ми ги покажемо свадбу 72 година 17 новембар хотел Кристал свадба на Лилена Брацо. На прву керку. Лиле. Кој се река на слика? Тој што ти га збори. Ова е Душко, драги овој Лилени Дарац, овој што ти кажа за тога сликара. Не знам како ги е таму падна и татко ми. Седи в туина, а како е и он канет? Јас знам дека на njega Исо, што е без друг му е син, и тие и уште неколку сестри што ги имаш. Идемо далje. Да. Значи, ово е фактички на бабу ми Васко, еве го на туја, на бабу ми Васко фамилија, да кажемо, ево кој. Значи, баба ми е доведена и Алексана е доведена. А после су преродени туја. Еве га, Душко е од тај прв брак, значи баба ми е доведена и Алексана. После се родија Душко туја, Евица се родила и Нада. Нада е многу млада помината, а после тој Алексана има има негде 3 керке и 3 сина. Тој су Марица, ова е Росана, Цана, овој Драги, овој каже га Моме и Жике Цепле. Али ге голема фамилија. Жике Цепле е фудбалер. Да. Кажи ми сега војните прашаат, куде Надима Керменац? Па тој ја га имам како информација, дека тој, дедо ми Трајко, он бија касапин на бабу ми што е бија татко. Дали работаја кој некога арменец?
дали по некој ерменско крушче таму иша, кршче или не знам што, и такој му остане тој надимак. Ја нешто такој знам, а надимак е фактички ерменац од тога дедо ми трека што бија Касафин, и бабо ми, он имаја жену прву, па она е умрела, а после го е земаја и се природиле тамо Душко ерменац, овај кажи го Нада и Евица. Тој е Чичо ми Перо, под надимак вампир, што су ga викале глумац од Народен театар. Легенда. Легенда, значи глумија е добри тие серија X. И е бија стварно оној весел човек, раздраган. Ово е на еден излет од 1 мај, 2 мај, излега 2 мај се славеше. Тој е Чичо ми с хармонико, знаеше да свири. Тој е Душко ерменац, директор на Кристал. Татко ми, тетка ми, Вода, мајка, жена му. Деца ми туја, ја, Перица, на тетко ми, он сак покојан. И Јоце Пике, што ga вика сва, маме ја Чичо. Татко и мајка су биле твои људи, имале со еден cilj да ви изведе на прав пут. Што се советувале највише родители, еве? Татко ти веројатно ти чисто да учиш школу, да завршиш нешто, да биднеш нешто, тај cilj е бија. Учи школу, да завршиш, да биднеш нешто. Да бидеш човек, да. Да, пошто фабрике имало, запослување имало, чим завршиш, онда можеш и да работиш. Онако, ќе работиш, работник ќе си биднеш, зависно куде. Јас сам техничко завршија школу и ако сам останај на тој требаја сам да иду у Шамицеви. Не кажују дека и у Шамицеви била некоја лоша работа да работиш тамо, али после тоа настави дале и заврши факултет за народно. Еве нова фотографија. Да, и тој е Карадојка, баба Јуле, мајка на брацу, тој е брацу, тој е Круме, тој е татко ми, тој е Љупче. И тамо на крај... Ово е у куќу на некога, ево? Не е на куќу на некога, него куде чика Илета, дома е овој, баба Јулче е туја, да, дома некој е... Некој е слаѓе. Слаѓе, немам па, еве го тој и Цеце, она е сега покојна Бојда у души прости, баш ми криво, а генерацијски смо ја и она туја. А се кажи ми, можете да завршиеш средна школу техничко. Да. Кој ти бија класан таму? Класан би беше први пут, пошто јас сам завршија с 57 генерација, а с 56 сам учија. Али, заради прелом индустријска техничка, ја нечеше да иду индустријску школу. Пројде го индустријску, ама не пројде со стројку, требаше да се пројде. Или со четворку, не знам, за да отидеш дале. И после тој Душко ми беше. Он беше по технологија професор. А да ги спомнемо тега кои су ти биле школски другари од техничко? Значи, тој е бија Бизе Бабалит, тој е бија Сашо Муро, што го вика смо. Жикета е еден дечко, па беше с мене седеше Рагми Јусуфи. Имаше га Маријан еден, Маријан, од прилике, женски бева, само мал број. Славица, Светлана, Роза една беше, Лиле. Многу малци има смо, значи, у клас женски. И заради тој, кад дојде славље завршно тој 4-та година матура, ми морамо да се здружимо с економску и славимо заедно с нија, пошто они има са поише женски, ми поише мушки. И тако ја успеамо да направимо, значи, да имамо и женско и мушко друштво, за да имамо с кога да играмо. Бие си доста талентиран за фудбал. Сакаја сам да видам. Сакаја си. И да направам нешто у мој живот од фудбала, али останало е само да играм у лиги кои су биле Вардарски регион. Како се деси ти, еве, да почне да играш фудбал? По нечи наговор или? Не, волја, што сум сакаја тој фудбал сам го сакаја. Еве, тој што имамо слике, тој кад смо биле, оттак е нешто улегнало у срце да ја направам нешто с фудбал. Еве го слика. Тај слика Ово е Иле Давидков. Да, Иле. И овај слика е Зик Куманово. Веќе кажуј ви, кад не сам успеа у Куманово да видам, иде смо по тија, тука нешто се спрема смо да улегнеме у регион. Кажи кој се влека на слика.
Има доста туја. Ово е Маце, ово е Стојанче Столе, ово е Шумар, ово е Пачем, ово дете, забрави му име како мише, ово е другиот, он у Лебару работеше, забрави му. Овамо е туј Ѓоко, ја, Виде, Гоман, Цеце, овој другиот дечко, на Благоевиќа брат, Дробац, Иво Благоевиќ, Маријан, што работеше у медицински, па после сам бил на професор, Павле Георгиевски, Сусе, како ga вика смо. А овој прилike кој година е? Не е многу, да кажемо, далека година, ама забрави тачно која година беше. Кажи ми, колку време играте фудбал? Па едно 40 години. Збору за овој, за ЗИК, за... 40 години ќе искочи. Значи, почна... Како дете сам почнаа у Куманово за помак. Али, кад требаше да ме регистрирав, да направи еден гест, што не беше добро од моја страна, према старејка. И он после отиша, кажаја му на тренера Росандич, не беше еден од... ми се чини дека од Радовиќ беше. И ја беше му... Појдем цврсто на... Не сам се плашил още, бија сам доста цврсто дете за фудбал. Ни на Садикова, ни на овија, мада они су играчи биле, играчишта и стареко. И ја беше му пошли, а он нешто ми кажа, нешто му ја кажа, сега тој не може да го кажу, и после тој утре дан ја носам сликичке да ме регистрирам. И он на мене ми вика, момак, за тебе оде завршено, ти не можеш да наставиш да играш далje у Куманово, иди и далje. И јас и после почна по овие у Козјак најпрво и тамо почна да играм како млад, 15, 16, 17 години. И тако си останав у тие лиге да играм, не успеа да бидам у Куманово. Куманово беше таа Петаковиќ беше така, да. Петаковиќ тренер. Сега кој за нашу публику да кажемо дека твој татко с покојнога Лалето су основачи на Агро Куманово. Да. Прво е било Агро Опрема, па после биде Агро Куманово. Да. После Што памтиш ти од тој период и да ги спомнеме од тие луѓе кои се биле у тој почетен одбор? Прв дел на Прв дел на Агро Куманово. Па у тој прв дел бела не многу голем број, мисли чини 5-6 души дека бела. Овој Лале, татко ми. Они су први. Па после доволе Туе бија Мирко Компир. Компир, он покасно дојде ми се чини, али баш да и он се уклопил тој гарнитуру. Бубе Мечка, и он е бија тој прву гарнитуру. Ваце, он е исто покојан. Добро. Они беа с татка ми магационери. И после тој Компир дојде и после веќе почнава повише да доваѓав, пошто видева дека е доста стабилна и добра фирма. Они работе со све и свашта. Например, тој време не си могаја да купиш гуме. Добро. А Агро Куманово ги има гуме. За трактори зборимо, за земјоделски и за приватни за трактори што има за овој. Ако сака да земе гуме, пример ЗИК, он му вика, Лале, ќе земеш и 20 бољери. Ама бољери не ми треба, нема гуме. И сега нормално принудени и тако е тој продавано и нема што не су продавани. Они су биле стварно гигант, Агро. После биднава још која да. бела туја позади Монопол. Да. Едно мало, местенце не е многу завидно големо било, тие канцеларија ги знам. А после и Ната беше туја. И Ната, да. На Драгчета мајка. На Драгчета На мајка Кабовско, и што е, на директор Кимевски. И још една особа, женска, они беа како некој благајник, некој дактилограф, некој беше некој благајник, беше, не знам тачно. И Агро Куманово полак расне и бинуе стварно најбоја компанија. Не надмашна ситуација. Не надмашен, плате су мале, као се да кажеме, една према 3 односно други фирми. Многу јаки плати, Многу јако е било. Сега почнава да доваѓав од разни фирме туја у Куманово. Сега да не ги набрајам кои су све дошле, да кажем од Наму, од било куде,
нешто не су имале добри плати, а овамо су могале да функционира, они су дошли во Агрокоманово. И се направи, нема што не су продавале и нема што не су профитирали и пари дошли. Добивали. Значи, фирма боли глава. Сега, тај фирма полака Тоа е. и како и сви други што изумрева и она изумрева. Ово е некој патување у ВОЗ. Да, тој е дедо ми Стојан. Не го знам до njega кој е туја, пошли су негде каде да идев. Не знам, баш со ВОЗ. Татко ти Сем, тој што е бија успешен трговец, што ga највише кој влекло тука да работи? Ја ви кажав негов пут какав е, вајде ga тој забележисте. Значи први пут е бија покажување, кажави, благаник у полицију, а после ангроснабдител, знам дека беше шеф на тој продавницу што е Скопски дуќани. Ишев сам там како малецак, а после тоа автомото друштво. Значи пуно време се е там задржае и е бија како инструктор. Не се сеќам сега кои години тамо бија инструктор, важно имае многу мерак да купи авто и да има авто свое. А баба ми е била тај некој прекосник, кажала му авто нема, куќу ќе направим. А могало и тој да бидне и куќу да немаш, затоа што е мераклија бија да има авто. А во тој време авто су биле како куќа. Колку куќа кошта, толку коштало и авто. Да. Затоа што се ја многу добро сеќам. Мој комшија, Бране, што е работаја на бензинску, купуе 64-ту година и пета беше Рено 12. Директно од Француска. Бело беше на такој. Позади, кратко, нема везе, важно, тој време 3 милиона, а наша куќа коштала 2 милиона и 600. Може да замислиш. Може овој слика ми потсеќа дека позади дека е Соколана. По тие Па таму су сигурно биле на простову Соколана. да, имало и ловачки забави, и игранке. Соколана е била препознатлива и за нас како млади. Да. Настанало е тој подвид. Поред тој што имало спортски унутр кошеви и све тоа за играње, али многу прослави су ишле таму, па и ми смо игранки имале таму. Сега не знам ти дали си наследија такво нешто. Многу, поготоа кога се биле глечери, и пред тоа сви групе. Вечери и овие, не знам како се викаше оваа група, ми кад идешмо на игранке у овој горе у Соколану. Овај каже га Силвија поеше. И тај само не знам како се викаше група. Горе беше на тујбину тамо. Да. А ми доле и собераш се, па имаше после отвораваш шанкче некој тамо за соковица едно за друго. Значи поред сви тие спортски активности што се биле гимнастика, кошарка и така дале, имало е и многу игранки. Па после доле унај дојни дел како некој диско правива. Да. Што бева овие справе. Да. Тога Манте бија. Манте имаше диско доле у овој на пазар кој што е бија. Томбола што беше. Доле у подрумски дел имаше диско. Ево века слика Детройт, USA, Америка. Тој ми е чичо од Америку, кој отише 64 Боголюб, тој су му синови, он е 64 избегаја од овдека, а посега ја одвеа Јолета, кои су биднале многу успешни таму. Важно у Америку су таму отишле да живи и сега живи и таму има негде тој Јоле после имае 3 сина, сви успешни, сви куќе, све сплотено, значи свака ги час. Сега Мошо, време да прикажеме и слike од твоја младост. Има, да. Ево овдека, идемо со овој фотографија. Тој е другар мој моме, таму у Загреб кад студираше. Кој се ведро на слику? Кажи. Тој време тај девојка му и тој другар му некој таму, не знам. Ја не сум туја, тој е кад е студирае у Загреб. Добро. Овој? А овдека мои другари, Ајде кажи. Оливер и Ризински, спомени, горе беме отишле на Кажи ги сви твои другари с кои си бија неразделен од најмлади денови. Па со сви скоро сам добро Ти дружи, кажа, еве га Борка, други- доктор, еве га туја. Борка, кој е овој други? И јас сам таму.
Ова е на споменик. на споменик, у истиот ден се смо се так сликале. Еве овдека друштво кое смо биле, Ај, кажи га, дека. Оливер, Ризински постар, Маринчо, Ризински, Борка, Мичо и Илчо. Илчо ми ga вика смо Джемко, седи Ево. Јону Карап малу. Ще се кажи како другари, ви куде сте највише иште на Корзо? Се од ново што се вика, али имаш убав период од чик поминато кад си работае? Значи, на период од 82 кад сам бија запослен, февруар месец беше, 22 беше, не мислам дека да. Може да кажу дека прекрасно, а господја моја била претходно запослена, едну годину, да смо у тој контекст многу јако постигнале со њума заедно, значи до 93 година. Добро. Значи, имале смо еден убав, да кажемо, солиден живот, каде смо успеале да средимо куќу што не беше кад се земамо средена, да купимо и намештај за голему собу, да куќу го целу пројдемо со стаклено рабис мрежу, ставим парно го, мислим, не знам кои су ставljali 87 година парно, јас се ставија, кола да купимо, роѓендани да си ставимо на деца, да си имамо, да идемо посидење со овој, па и да се дружимо по кафане, значи, може да кажу, солиден период. Веќе после 93-чу, Тој се пропадна и... Оду, жена остануе дома, два брачни другари не може да работи, ја остануju, заради тоа што сам бија шеф на Народну одбрану и обезбедување. Само кратко да ни кажеш, сак ти моментално си активен на пазар, Да. бориш се, мучиш се, што се вика, Мора. и тежак е пазарски живот. Па доста. Значи, треба да има живци да отидеш, да кажемо, да застанеш на тезгу, прво да нареди се што треба, и после да функционираш и да чекаш да ти дојде муштерија. Да се вратиме назад, немам да кажу ништо лошо. Имало е муштерија, имало Колку си време по пазари? Па видите ова кој, като боримо се за 93 и се вратимо, доваѓаме до ситуацију ништо минимална некои 1500 денара и тој ти е све, разбираш. А жена нема од нигде никакви примања и нема што не сме покушале да се функционирамо, да работимо. Мојна идеја беше, чисто да почнемо нешто,
да се смееш, али не да е за смејање, него една реална работа, че има да правимо лижавчи. Од мој кум у Гроздо, на Фортунца, што е жена, ќе ги покажу и њима после туја, они ми виднава кумови, еве ги имам ги тој на слику. Ај, ми покажемо. Тоа е Чувена друштво. фамилија Фортунци. Да, со друштво, тој е Трајче директор на пазариште, другар му тај работеше у Кен, ми се чини, да има име, njini жене и ја. И дојдемо до ситуацију да прво тој правимо, а кад завршимо со тој работу, жена вика, бе, дај да почнемо нешто да донасаме од Бугарија. И почнемо фатајки, што докачимо, се донесемо. И, знаеш, бориш се да улегнеш унутра на пазар да продаваш, не познаваш никога. Нема смо тезгу, у нас се изнасај, али дојде смо до некои пари. И на крај после ја успеа преко една тамо да ми пути каде има тезга слободна, односно не е слободна, него на тога човека, али он работи од кочанije, доваѓа четвртак и неделјун и други денови и бија некој околичен, пијам, немо вамо тамо, не е мало, не е битно и ми успеваме да земемо тезгу после од njega и почињемо со рис. И веќе туја почињам некои добри ситуации, да се добро продава и да останува одредени. Овој прилику Нешо камерман ќе ми го даде да го покажемо на нашу јавност. Овој сол црвен, тоа е викав куманаци најубав. Ти си тата, мата вика за јас сум научио за људ некога сол. да га тој право, али сега е преферирање добро. Да. Овој ти е солче за ручак, за вечеру, за доручак. Добро, има од нашега и Мошо. добар буговац, значи не е само сол, добро и други работи што се продаваат. Еве јас ја купија, пробај сега, многу е убав људ за мерак што вика Да, ја го куманаци. давам и на кафане, давам ga и на корнер, давам ga и на жмару, и на овија доле На билко. корнер. Да. И такој да И овој е мука. да, има 5, 6, 7, 8 сата се прави и така Да. дале, значи сакаше тој да кажу кад смо почнувале ненормално и мало муштерие, па тега бева и почнува и на ратови по Србију. Абе, продавало се од озгора од пазар до доле каде што е кружен ток, па бугари, па доваѓање, па нема кој што да не продава, а да не направи некој пару да има. Да. Разбираш? Сега туј се ми снајдемо, туј се сплутимо, ја работа учи, 99 годину дојдева на власт, Доморов си дојде. Смениваме од радно место, требаше тога да напушту и да си дојду ја па на пазар. Колку години имам стаж? Толку. Јас дојде 2004 и од тој кад кренамо, еве ја 2004 не сам ја до тога, жена ми е се била тај главна што е функционирала. Од 2004 до сега. Али тежак е живот на пазар Па кој сега не е бија. нема сега, да се значи нема заработи. луѓи, Да. све е отидено, све е овој нема кој да дојде. Големи трошкови, да. Нема кој да дојде да купи, немамо добар организиран паркинг каде што луѓе ќе застане. И такој да тоа е прво моја брачна ноќ, тоа е брачна. Овдека су фактички куми овој Мичо Фортунац, жена му, ја и овдека е njini деца и овдека е тај на Спирка син, каде што ја сакаше да потенцирам дека наставимо некое дружење. Јас сум убиен на njega 81 девер. Нема ја кога дојде каде мене, еве брат ми е постар од мене, амо ја му бидна девер. Ева ше нас слика. Да, тоа е моја свадба, ја и жена ми и на брата ми детенце туја. Ја присте свадба Мошо. У Кубу. У Кубу, 270 гости. Браво. И ќе спомнам па и за Думца доктора, вика ја на поубаву свадбу. Владо Думац не вика. Владо Думац ми е зет. Добро. Жена му што е била, мене ми е род. Кој начин? Тој дедо ми имаја Стојан три тетке и njegova што е била. Една е била у Бирбаши одадена, Бирбаш доктор Борче што е бија. Бирбаш, да. Да, Ване, тај му е бија брат. Една е била одадена у Дилиндарци. Дедо ми и тој што го зборимо доктора Владу Монко, и он е бија вајда некој од туј сестро од тај род, и он ми е исто блисак род. Тоа ти 20 минута зборимо, мора да финиширамо. Ако имамо Еве, тебе, сега- туја сак моја фамилија, Еве го твоја фамилија, види, мора да ги спомнеме нима за тоа што Да, ако да, не ги јас сум- кажемо, ќе се наљутив и на мене и на тебе.
И мора да бидеме транспарентни. Фамилија си е фамилија, тоа е најголемо богатство. Да. Еве да почнеме од овдека. Еве, тоа е... Кажи кој се овдека. Па свадба на сина ми. Снашка ми, жена ми, керка ми, син ми, снашка ми и ја. Син ти куде работи? Он на Мак Петро работи, на овој бензинско што е доле, куде е автобус. Добро, снашка? Снашка работи у шпедиција. Еве друга слика од фамилија. Па да, тоа е туја, кад се женија син. Тој смо сликани, пошто керка ми после била да смени хањину. Добро. Таа е, па таа е. Овој е керка ми и моја унука. Нека е жива и здрава. Да. Лепотичке, мали. Ја мислам дека овој Срниче или да, Срничка е. Добро. Еве го па син брат ти. ми, овој син ми и керка ми. Од тој свадбу што е било. Кад се он женија. Колку внуки имаш? 2. Како се викав? Леја и Срна. Еве, во прилику да ги поздравиме нима. Пуно поздрав до Леја и до Срно. Да, Бошо, деду убави лепотици. Доваѓаме Еве на гости. Чекај, извини. Еве го Леја. Еве да ги Нема смисла ја њума да не го покажу. Обавезно. Еве го Леја. Еве го и туја. И овдека, кад те попораснала, Има ли може поголемо богатство од унуки и унуци? Нема. не, Тоа е тоа е Тоа е најголемо душевна богатство. храна за свакога. Вот, Знае кумановци дека ти си бија добар фудбалер. Види, јас сум бија фудбалер кој, да кажем, техника, не можеш да кажеш дека е бил у игру, али сум бил некој доста борбен црс, многу спреман физички, кондиционо и може да кажу дека било кој дуели од никад не сум се плашија да поеду, па чак што виши и со покрупни и многие кога ќе ги погледнеш се трзале, да кажем, од мене. Имам едно случај со Џамбаса, Џамбас каков е толик голем, крупан, ноге, све, абе он ме удара, он се повредуе, вика, какав си бе ти човек, знаеш, у тој контест. Имамо едну победу на Куманово, многу се јако спремамо, Козјак бемо, ми сака смо да улегнемо у Вардарски или бемо, како беше. Да, има една победа над Куманово. Тој Како е? 6 е да ги тебаво, али знаеш што, Борен Шоња, можда да го кажу, тренер, Боре Шоња, да. спремане на горе на споменик. Абе, трчање, носење по слубе, ќе ga качу Баралича, он е бија доста, и тој време 80 и кусур кила, снега нагоре и надоле да трчиш, спремамо и кога дојдемо и кога идемо, Петаковиќ ги беше казнија, не знам колку беше ги казнија за тоа што изгубива од нас. 6 дни смо ги победиле, али играње е било и цврсто и не ги дадемо уопште, а они веќе у другу лигу игра, или македонска, ова беше, а друга лига бе. Ете га Пидо Пиде Пирочанец. Пирочанец, беше упоше на Мусу, во еден старт, и ти нему тај, кажи га. Мошо, скроз за крај, кога во прилику сакаш да поздравиш? Поздравим фамилију дома што имам, вашу телевизију исто што, ете, прави овакви емисија, ми надам се дека и натаму ќе ги правите, ќе има и уште гости. И да кажемо, тој друштво што работи на пазар, нека биде поздравено од мене. Така е. Да не испадне сега овој, пошто веќе сега там сум у тај контекст, тамо функционирам. И друштво на татка ти наследници, диво и другари. Друштво на татка ми наследници свите, значи Да. на Илета братци свите тие Горана, што мене ми е драг и градоначалник, што е од Мацу син и такој да знам и како ја знае. И на Севду, и на све. Сви што ги И познавам. на Шодера. Да, Шодер со Шодера си имамо здраво. Овој доваѓа исто да минете Севду снега. Имамо не толку сак сви да дојде, знаеш, да се поздравим. Некои од тие синови сини керка не постои на Љупчу, и он не постои у Брева. И такој да ти викам, тоа е тоа што може да кажам. Фала ти Мошо што беше гост, после кој ти
Фала и на вас што сте успешен ме живот. поканиле да биду ваш гостин и да учествуваш у Ќе месио. викамо па ако најдете некои нови слики, па ќе ве поканимо Па и добро, сега вајда нешто ќе има, ама веćinom тие што се постари тие се слики, побитни покажамо ги ми. тоа е ту е нешто истрошено, такој да тоа е тоа. Фала ти пуно и се најбоље, али за крај имамо за тебе едно изненадење. Аха, фала. Од данаска у емисија за Куманово еден господин Кумановац, Гоце Арис, вика маце, вика на сваког госта да даваш по едно пакетче, Фала пуно. дома да однесем на жену, не они да чистим, него жена да чисти. Не, ми да чистиме. Еве Фала ти пуно поклон. за Гоце ли го? Значи, Гоце Арис, да. Арис, но Еве една мала пажња Еве, супер, значи, свака му час. и Мада татка му мислу што е Тоце. Да. Ја добро знам, мислим добро се познавамо. еве И покрај- с njega се познавамо добро, така да фала му пуно за Така е, за мала и за поклон, пажња. тој ќе биде традиција и Да, нека е. све најбоље Мошо. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово Спа и све најбоље.